На Ѓурѓовден секоја година овде доаѓаат многу луѓе од земјава и од странство. Овде нема поделба по религија и по политичка припадност и по финансиска моќ. Сите се млади брачни парови кои бараат лек за својата мака. На овој празник пред каменот за кој велат дека има чудотворна моќ, секој си замислува желба и се обидува да откорне парче од каменот, бидејќи постои верување дека ако успее, ќе му се оствари посакуваната желба и следната година ќе има новороденче. Феномен е што, без разлика на тоа колку луѓе ќе дојдат кај каменот, секоја година се раѓаат по 40 деца. Овде секоја жена што нема деца доаѓа кај каменот на Ѓурѓовден и бара кум, кој помага да го изведат традиционалниот ритуал. Кумот на каменот им објаснува на невестата и на момчето како да го сплетат коланот. Младите парови со црвена и со бела волница 3 пати ја обиколуваат карпата. Невестата се качува на карпата, се мие од водата од врутокот што извира среде карпата. Коланот се плете и потоа кумот го врзува на половината на невестата. Во него се плете и каменчето што идната мајка го откршува од карпата. Белата боја е символ за ново, црвената за плодност. Жената го носи појасот до наредната година. Ако роди дете, наредната година со новата рожба доаѓа на каменот, вели Чичко Киро, кој веќе 6 пати е кум. Има 8 дечиња што ги крстил. Киро вели дека кога ќе се роди новата рожба, родителите доаѓаат на каменот со детето, носејќи подароци, најчесто јагне, машко или женско, во зависност какво е детето.